Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Целата оваа двојазичност, значи ова Заев не го зборува случајно, бидејќи тој тоа го повтори уште во 2015 година првпат го кажа на косовска телевизија, потоа го зборуваше и на телевизија во Република Македонија, па во Прилеп и така натаму, во Берн беше она кулминацијата. Моје лично мислење е дека од она што можам да го видам, значи како граѓанин на Република Македонија, како човек кој што ги следи политичките настани, е тоа дека се работи за едно малце пошироко сценарио кое што не е од вчера и од денес, туку на кое што се работи веќе повеќе од деценија. Лично сметам дека определени... Заев работел многу? Не, друга ми е поентата. Сметам дека определени центри на моќ надвор од Република Македонија сметаат дека албанското прашање не е затворено на Балканот и сметаат дека тоа мора да се реши на малку подруг начин, односно да се реши на сметка на некои други држави во регионот во кој што се вклучува Република Македонија. Ние во 2001 година имавме исто така едно сценарио на вооружен конфликт во кој што се исценира конфликт помеѓу македонци и албанци, а крајниот исход од тој конфликт беше дека во Република Македонија живеат повеќе од 24% албанци, што ќе видиме дека наредниот попис моје лично мислење, значи е дека тоа нема да се случи. Кога вие правите еден план, 10 години не се голем период, зад веднаш по 10 години ние да имаме едно друго сценарио во кое што после демократски, легитимни и легални избори, побарани од страна на опозицијата, а овозможени од страна на власта, се појавува еден човек кој што ви кажува дека се украдени 150.000 гласови и дека сите тие избори не важат, дека тој има определени политички бомби кои што ние потоа треба да ги слушаме. Се со цел тој да дојде на власт, односно да имаме втори избори. Сметам дека со ова е втор чекор во она сценарио кое што го спомнав на почетокот, каде што сега ја пренесуваме топката од меѓуетнички конфликт да биде да биде интернационален конфликт на македонците помеѓу македонците, што навистина како ќе видите како концепт е една опасност голема пред се за Република Македонија како држава, како унитарна држава. Сметам дека целиот овој концепт нема да му успее на господинот Зоран Заев, бидејќи сметам дека за разлика од 90-тите години па и 2000-та година, денеска граѓаните на Република Македонија имаат едно поголемо демократско минато. Денеска технологијата е многу напредна, смартфоните, интернетот и порталите се го направија своето, можат да видат повеќе различни информации од различни страни, а довесат еден праведен суд, бидејќи работата во Република Македонија е повеќе од јасна. Со овој вториот конфликт се труди, определени центри на моќ се трудат да нанесат голема штета на актуелното македонско водство, предводено од ВМРО ДПМН, на сметка на повеќето помали албански политички центри. Со тоа ослабување на ВМРО ДПМН како најпатриотска партија во Република Македонија, како партија која што се грижи за македонските национални интереси, тие сметаат дека многу полесно ќе го протуркаат она бинационалното, да се различна унитарноста на Република Македонија и не случајно, затоа е најден и господинот Зоран Заев, бидејќи на тие центри на моќ им треба еден крупен политички играч во Република Македонија, сепак господинот Зоран Заев е лидер на најголемата опозициона партија Социјалдемократскиот сојуз, кој што се погледа како таков човек кој што има големи амбиции, кој сака да биде премиер, а при тоа нема никакво чувство на патриотизам и кој што е спремен за ситни, лични, теснопартиски интереси да продае било што. За него нема ништо свето, бидејќи тој самиот кажува, не ми смета во Струмица да има албански јазик и да луѓето кои што ќе го побараат да го добијат на албански јазик, и никако што даваше примерот во Кочање кога дојде бабичка албанка и таа се обрати на албански јазик да биде возватена на албански јазик. Значи, видете, во Кочани за таа бабичка албанка се обрати, треба прво се насели таму. Потоа за некој да ја одговори, треба да биде вработен таму. Значи тој треба да го донесеме од некаде. Што значи практично, ако гледате вие малку и подлабоко, тоа практично представува и почеток на асимилација на источниот дел на Република Македонија, што навистина е над сите црвени линии кои што ги имаме поставено. Сметам дека Република Македонија во 2001 година го доби уставот кој што на крај беше поддржан и од македонскиот и од албанскиот фактор. Тоа беше устав за кој што ние како македонци дававме многу човечки животи во 2001 година. Сметам дека она кој што беше гаранција во лицето на меѓународната заедница за тој договор, треба да продолжиме да го развиваме, да го напредуваме. И некако Гром како политичка партија имавме и пресконференција пред една година, секам јас држав таа пресконференција во која што кажавме дека ниту македонците, ниту албанците ќе видат аир
од овие конфликти, ниту ќе видат ни тие ќе видат аер од тие бинационални држави, федерализации, бидејќи она за кое што се стребиме сите ние, независно дали сме од Скопје, Велес, Битола, Охрид, Струга, Дебар, се стребиме кон подобар живот за нас и нашите семејства, се стремиме кон една подобра и посветла економска иднина и дека сите овие работи се на штета на сите нас, а од во кои сме определени центри на моќ кои со помош на домашни слуги и предавници се обидуваат да протат некои сценарија. По поглед на втори дел од вашето прашање, мислам дека господинот Зоран Заев ќе земе дел од гласовите на ДУИ, или дел од албанските гласови, сега не би можел да ги кажам чиви биле до сега, тоа е независно, бидејќи реално во албанскиот дел, во секој народ има луѓе кои што се повеќе или помалку националисти, на кои што целата оваа реторика им одговара. Кукав ќе биде тој дел, не знам, ама знам дека бројот на албански гласови земен од страна на ДУИ или албанскиот корпус на гласови ќе биде многу помал од гласовите кои што ќе ги изгуби ке македонците. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија.